дали е исцрпено во делот на процентите. Бидејќи Охридскиот рамковен договор предвидува и други работи. Имаме универзитет на албански јазик, па имаме закон за употреба на јазици и така натаму. Се тоа потекнува од Охридскиот рамковен договор како резултат на конфликтот кој што сме го имале. Јас се уште не видов студија во Македонија, се уште немам видено, не знам дали вие сте виделе, за ефектите од спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. Скоро четврт век е поминато од Охридскиот рамковен договор. И сметам дека треба да се направи, и јас би учествувал во тоа, секако дека треба да учествуваат и представници од меѓународната заедница, те имаат такви организации кои можат тоа да го спонзорираат, научната јавност треба да учествува, секако и политичката, во која што ќе се направи студија, анализа на ефектите и статусот на спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. За да знаеме после скоро четврт век, а веќе ќе стане четврт век, 2001, ние веќе влегуваме во 2025 година, 24 години ќе има од Охридскиот рамковен договор. Кои се ефектите, кој е статусот на спроведувањето и како понатаму. После одлуката на Уставниот суд, ќе мора да се најде механизам кој што ќе обезбеди законска операционализација на уставната одредба, и тоа мислам дека и го кажува така претседателот на Уставниот суд и дел од представниците на владата, ќе мора да се најде решение како тоа ќе биде обезбедено за воиднина. Видов од представници на владата од Влен дека се подготвувал закон. Претходно ДУИ и ВМРО ДПМН договорија комисија за рамномерна за правична застапеност на заедници во собранието. Таква комисија не постоеше, меѓутоа ДУИ ВМРО ДПМН ја договорија на предлог на ДУИ, каде што веројатно таков закон би бил разговаран. Значи ВМРО кажуваше нема да постои такво нешто, меѓутоа сега очигледно ќе има такво нешто, но сепак сметам дека треба да се разговара и за тоа што за овие 25 години скоро е направено, кои се ефектите, кој е статусот на спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. Ја немам видено таква анализа, таква студија базирана на факти, базирана на квалитативна, на квантитативна анализа, базирана на методолошки пристап, која што секој ќе може да ја види, да ја разбере и да каже да, ова е фактичката ситуација. Па